Добре дојдовте во новото издание на подкастот Ваш педијатар. Местото каде што разговараме за најчестите здравствени предизвици кај децата, но и кај возрастните, и бараме јасни и проверени одговори од врвни експерти. Есенските денови ни носат прекрасна палета на бои и посебна убавина, но за жал и поголем број настинки, вирусни инфекции и упорна кашлица, која сама по себе не е болест, туку симптом, одбранбен механизам на организмот. Токму кашлицата е една од најчестите причини поради кои родителите се загрижени за своите деца, а и возрастните често бараат помош за да ја надминат. Денес ќе зборуваме за инфекциите на долните дишни патишта, што ги предизвикува, како правилно се третираат и кога е време да се побара лекарска помош. Особено внимание ќе посветиме на современите и природни пристапи во третманот, како што е екстрактот од бршлен EA575, кој е предмет на бројни научни студии и клинички истражувања. Наш денешен соговорник е професор доктор Дејан Докик, специјалист интернист, пулмолог, алерголог, кој има огромно искуство во третманот на респираторните заболувања. Со него ќе поразговараме за теми кои ги засегаат и родителите и пациентите, од најобична кашлица па се до посериозни состојби. Професоре, добре дојдовте во студиото на Ваш педијатар. Се надевам дека пријатно се чувствувате. Добро ве најдов, навистина пријатна е атмосферата и се надевам дека ќе имаме еден многу убав и успешен подкаст кој што ќе придонесе за нашите слушатели и гледачи едно ново знаење во врска со кашлиците и како да ги третираат, особено кај малите деца. Токму тоа е и целта на овој подкаст. Есента е период кога кашлицата се јавува почесто и кај децата и кај возрастните. Што е причината за незината зачестеност? Дали е резултат на вирусни инфекции, настинки, алергии, промени во времето или повторно собирање во колективите? Па прво би кажале да дефинираме што е тоа акутна кашлица, бидејќи причинителите за акутна кашлица и за хронична се различни. Акутна кашлица е онаа кашлица која што трае до 3 недели. Додека пак хронична е онаа која што трае подолго од 8 недели кај возрастните или подолго од 4 недели кај децата. Причини за акутна кашлица најчесто се вирусни инфекции. Знаете дека сега започнува сезоната на сезонските вируси, кои што се манифестираат како настинка. Како причинители може да ги наброиме големиот број на риновируси, но исто така и хуманите коронавируси. Треба да напомнеме дека веќе во овој период во Велика Британија се јавија и 2 нови соја на COVID-19, Стратус и Нимбус, кои што исто така даваат клиничка слика на настинка, не даваат потешка клиничка слика, но се доста заразни. Така да и тие мора да ги вброиме, бидејќи прашање на време кога ќе бидат присутни меѓу нас. Знаете дека таа настинка обично се манифестира со кашлица, со течење на носот, гребење во грлото, понекогаш малаксалост, поретко е со температура и поминува околу 7 дена, за 7 дена и кај децата и кај возрастните. Но самото тоа што децата борават во училишта, малите деца во градинки, студентите во амфитеатри, се зголемува можноста да се заразат и ризикот е поголем од почести настинки во вакви колективи. Од друга страна, крајот на овој месец веќе може би ќе започне и сезоната на грип. Тоа е многу посериозна состојба. Причинител е вирусна инфлуенца, кој што може да предизвика слична клиничка слика на настинка, меѓутоа со многу поизразени и потешки симптоми и скоро секогаш оди со висока температура, некогаш болки во градите, кашлица која што подолго време трае, изнемоштеност, намален апетит, понекогаш може да иде и со диареи, така да тоа е доста посериозна клиничка слика. Во овој период не треба да ги занемариме и некои алергени. Тоа се оние кои што се присутни во домовите, односно целогодишни алергени. Такви се и најчести во нашата средина, микрокрлежите од домашната прашина, понатаму спори од мувли, каде што имаме влага во купатилата или во ВЦ-ата во школите,
И секако влакната од домашни миленичиња, пред се би ги спомнал мачките како најак алерген. Нивното крзно е изворедно јак алерген. Сведоци сме од медиумите дека во овој период имаме и загадување заради горење на депонии, трубарево и така натаму, кое што исто така може да биде причина за акутна кашлица, но да не заборавиме и аерозагадувањето кое што секоја година во зимските месеци е актуелно, исто така може да предизвика кашлица. Овие вирусни причинители, освен што можат настинка или горно-респираторни инфекции да направат, тие можат да се спуштат и подоле, да направат инфекција на ларингсот, на грлото, па да имаме и засипнат глас, но исто така кашлица, може да ја зафата трахејата и бронхите во форма на акутен трахеит или трахеобронхит, кој што исто така е причина за акутна кашлица. Понатаму може да кашлица да настане и заради сливање на секрет од носот во грлото или постназален исцедок на слуз, кој што ги надразнува зоните за кашлица во овој предел и исто така е често причина за акутна кашлица. И меѓу последните да го набрам и пневмонијата, која што е секако воспаление на белите дробови, која што секогаш оди со кашлица, било да е вирусна со сува кашлица или ако е бактериска, тогаш иде со продуктивна кашлица. И секако тоа е тешка клиничка слика, исто така со висока температура, болки можеби во градите и други посериозни симптоми. Што се однесува до хроничната кашлица. Тука пред се би ги набрал како една од честите причини астмата. Било да е тоа кај децата или кај возрастните. Секако воспаление на синусите, со тој претходно што го објаснив постназален исцедок, кој што е карактеристичен за воспаление хронично на синусите. Кај повозрастните може да сметаме како причина за кашлицата и хронична обструктивна белодробна болест. Оние што пушат, знаеме дека долгорочно имаат кашлица, но загрижува фактот што пред некој ден на вести слушнав дека од институциите податоци да веќе од 13 годишни деца имаат пушат и веќе имаат веќе хронична кашлица. Но хронична кашлица кај возрастните може исто така да биде причината од земање на некои лекови за притисок, како што се од групата на АКЕ инхибитори, ангиотензин конвертинг ензим инхибитори, од типот на еналаприл или скоприл. И секако да не заборавиме дека може гастроезофагиален рефлукс, односно враќање на киселината од желудникот во хранопроводникот да доведе исто така до хронична кашлица заради нефункционирање на сфинктерот. И многу поретко, но сепак мора да спомнеме, хронична кашлица може да се должи и на туберкулоза, на карцином на белите дробови или на некои други кардиолошки заболувања. Толку многу причини, а единствен симптом, чест кашлицата. Точно така. Кога може безбедно да се смири со сируп, а кога е задолжително да се побара лекарска помош? Кои се предупредувачките знаци, особено кај децата? Прво мора да кажам дека акутната кашлица често пати е само лимитирачка состојба, односно поминува без да има потреба од некои дополнителни лекови. Говорам најчесто. Меѓутоа, секако дека за да се ублажат симптомите, може да се препорача кај децата една добра хидратација со чаеви, понатаму земање на витамини, особено Д витаминот и С витаминот, Д витаминот како имуномодулатор и воедно и како антиоксиданс, заедно со С витаминот, но исто така и некои бомбони за шмукање, за да она гребење во грло се олесни. Некои имаат во нив и анестетик, меѓутоа, како и да е тоа, бомбоните за шмукање може да попомогнат во симптомите. Да ги ублажат. И секако дека сирупите за кашлица и те како ќе бидат тука важни и главен фактор во решавањето на главниот симптом, кашлицата,
Најчесто во последните децени се употребуваат растителни екстракти, бидејќи тие немаат никакви хемиски супстанции, безбедни се, Природни. особено екстрактите од бршлен, сувите екстракти, како што спомнавте, ЕА 575 како еден од најиспитуваните лекови за кашлица во светот. И тие се употребуваат во главном 7 до 10 дена, бидејќи за тој период кашлицата најчесто поминува. Но, како што спомнавте, ако се јават некои од овие симптоми што сега би ги кажал, детето би требало веднаш да се однесе на лекар. А тоа е доколку кашлицата трае подолго од 3 недели. Доколку детето повраќа секогаш после кашлицата. Доколку кашлицата детето искашлува крв или гноев искашлок. Доколку детето има отежнато забрзано дишење со свирење во градите. Понатаму, доколку детето има односно одбива да јаде или да пие течности заради изнемоштеност од кашлицата. Затоа што кога кашлицата е пропратена со одредени свиркажи или звуци, особено пропратена со отежнато дишење после еден напад на кашлица, што може да сугерира пертусис, исто така треба да се однесе на лекар. Доколку детето има висока температура или доколку детето добие помодрување на устните, на јазикот, на ресичките од ушите или премногу е бледо, исто така треба да се однесе веднаш на лекар. И секако дека сите оние деца кои што од претходно имаат некаква хронична болест, ќе треба исто така тие да се внимава кај нив, особено оние кои што имаат астма во историја на болеста, или имаат некои кардиолошки заболувања од раѓањето, или имаат пореметување на имуниот одговор. Така да сите тие во случаи кога имаме ваква кашлица да се сепак обратат на лекар. Професоре, го споменавте бршленот. Дејството на екстрактот од бршлен ЕА 575 во третманот на кашлица и респираторни инфекции е предмет на истражување на бројни клинички студии. Да. Како точно делува екстрактот од бршлен ЕА 575, односно кои се неговите главни механизми на дејство? Прво треба да кажам дека како настанува кашлицата. Знаеме дека нашиот организам има еден бедем, односно еден така наречен условно кажано зид кој не штити од надвршната средина, а тоа е епителот на респираторниот систем, на гастроинтестиналниот систем, на кожата. Значи секаде каде што имаме допир на организмот со надвршната средина, ние имаме некој бедем кој што нас не штити. Во одредени состојби, како што се например вирусни инфекции, тој бедем може да биде нарушен. Па сега нервните завршетоци остануваат одголени. Нема кој да ги штити од разни агенси што се наоѓаат во надвршната средина и се инхалираат. Во нормални услови тие не пречат и немаме рефлексна кашлица. Меѓутоа, кога се одголени епителот и одголени нервните завршетоци, тогаш и најмало струење на воздухот, малку поладен воздух, честички на прав, ќе ги надразнат овие сензорни нервни влакна и тие ќе го произведат рефлексот на кашлица. Секогаш кога имаме напаѓање на организмот од било кој, било да се микроорганизми, било да е аерозагадување, било да се алергени, одбранбениот систем, особено вродениот имунолошки систем, се брани со создавање на една воспалителна реакција. Тие хемиски супстанции на воспалителната реакција, наречени медиатори, тие ја започнуваат инфламаторната реакција, но исто така и ја фаворизираат. Тие можат исто да ги надразнат на нервните завршетоци и исто така да придонесат да се развие рефлексот на кашлица. Што значи, се додека има воспаление и се додека не се возобнови тој бедем, односно епителот, ние ќе имаме кашлица. За тоа време ние треба да му олесниме на пациентот. Да се вратам на сега бршленот, односно ЕА екстрактот 575, кој што има противоспалително дејство или антиинфламаторно, бидејќи го инхибира создавањето на овие медиатори на воспалителната реакција, со што се намалува воспалителната реакција и му дава можност да се возобнови епителот
и секако да исчезне кашлицата штом се воспостави интегритетот на овој епител. Освен тоа, овој екстракт од сув бршлен EA575 има и бронходилататорно дејство. Особено е тоа важно во малите дишни патишта, каде што немаме рскавица во бронхиите, бидејќи тие се создадени само од мускулни клетки, кои што во текот на една инфламација, што ја спомнав, или воспаление, тие се контрахираат и доведуваат до стеснување на бронхите. Во такви услови честопати се даваат бронходилататори со цел да ги прошират дишните патишта, особено кај малите деца, тие се секако во помал размер. Така да овој екстракт помага на тој начин што го продолжува дилататорното дејство на бронходилататорите, но и самиот лек има такви својства да ги прошири дишните патишта. И третиот начин на делување е, како и сите други средства за кашлица, го разредува секретот и му возможува полесно да се исфрли од организмот, а на тој начин и да се олесни дишењето на малите пациенти. Резултатите од плацебо контролирана мултицентрична студија за евалуација на ефикасноста и безбедноста на сувиот екстракт од листови од бршлен EA575 кај акутна кашлица на Шефер, Кер и други истражувачи покажаа дека екстрактот од бршлен EA575 е еден од најефикасните фитотерапевтици. Што значи ова на јазик разберлив за целата јавност, не само за стручната? Колку брзо се јавува олеснувањето? Фитотерапија значи терапија со растителни екстракти. Таков препарат е и EA575. Што го спомнавте Шефер, он има 2 студии направено. Едната е објавена 2016 година, каде што пациенти од 18 до 75 години, кои што имале акутна кашлица, на едните им давале екстракт од сув бршлен EA575 во трајање од 7 дена, а на другите плацебо. И пациентите пополнувале една скала, визуелна аналогна скала, што се состои од 0 до 100. 0 немате симптоми на кашлица, 100 е максимално изразени и на тој начин го проценувале интензитетот и тежината на кашлицата. Кај овие пациенти што примале Проспан, тоа е заштитното име на овој лек, на овој екстракт, тие значително имале побрзо намалување на интензитетот на кашлицата, за разлика од оние што примале плацебо. В 2019 година една друга студија на 210 пациенти, исто така од 18 до 75 години, кои што имале акутен бронхит. На едните добивале 7 дена терапија со Проспан, другите 7 дена со плацебо. Тие што примале Проспан, имаме значително, ова е сега проценка на тежината на кашлицата од страна на лекарите. Претходната студија беше од страна на пациентите. Исто така имаме сигнификантно или значително намалување на интензитетот и тежината на кашлицата кај оние пациенти што примале 7 дена Проспан, наспроти пациентите што примале само плацебо. Така да ова е неоспорно го кажува ефикасноста во решавањето на акутната кашлица кај овие пациенти во трајање од 7 дена. Како делува екстрактот од бршлен EA575 кај децата? Од која возраст може да се користи Проспан и дали е безбеден за бебиња? Ајде да почнем од последното што рековте, од која возраст се дава. Во Македонија е регистриран препаратот од 2 годишна возраст. Меѓутоа морам да спомнам дека во Германија, во Франција, Велика Британија и другите западноевропски земји Проспанот се дава од 0 години. Но кај нас, како што реков, е регистриран од 2 години и најчесто се дава во облик на сируп, кој што има пријатен вкус на цреша. Кај децата од 2 до 6 години, обично дозата е 2 пати на ден по 2,5 мл сируп. Кај децата од 6 до 12 години се дава 2 пати по 5 мл сируп, додека кај децата постари од 12 години и кај возрастните се дава 3 пати на ден по 5 мл. Меѓутоа да не забораваме дека доста често
и доста е популарна и ефеветата, односно шумечката таблета, која што се дава кај деца од 6 до 12 години, така што половина шумечка таблета наутро, а половина после 18 часот, но не пред спиење. И кај децата на 12 години и возрастните секако се дава една шумечка таблета наутро и половина шумечка таблета после 18 часот, но пак да спомнам не пред спиење, и има многу убав вкус на портокал и доста е прифатена од не само децата, туку и од возрастните. Сега би сакал да кажем една студија од Ланг на деца, каде што тоа не е споредба со некој друг лек, туку на 1066 деца од 6 до 12 годишна возраст даван им е различни фармацевски форми на проспан заради акутен бронхит. И децата по земањето на 7 дена терапија со или проспан, со било која форма на проспан, фармацевска форма говорам, одредени параметри клинички се проценувани од страна на лекарите и од страна на децата повозрастните или родителите за помалите деца. И оние кои што примале проспан, лекарите виделе дека за 79% е намален интензитетот на кашлицата после 7 дена терапија кај деца со акутен бронхит. Во 54% се намалени сите други симптоми, не само кашлицата, туку исто така и продукцијата на слуз, исто така отежнатото дишење и свирежите во градите, а бројот на болни деца, било да се од лесно до тешко болни, се намали за 96%. Исто така и родителите констатирале дека во 58% сите симптоми им се намалени на нивните деца, дека бројот на кашлица што во просек пред земањето на проспан биле од 15 до 20 во денот, сега просекот е 5 пати во денот, и будењата навечер од просечно 7 се намалиле на 2. Значи ефикасноста е евидентна. Апсолутно. Во април 2025 година во списанието Children беше објавена студија од германски истражувачи, чии резултати покажаа дека кај децата и адолесцентите кои користат бршлен EA575 поретко е потребно да се даде антибиотик. Ме интересира какви се вашите искуства, дали имате искуство на овој план? Точно така, оваа студија, прво да кажеме, е ретроспективна. Земен е период од 3 години во Германија. Се идентификувани сите пациенти кои што земале проспан и заради некоја горно-респираторна инфекција и нивните, да кажеме, партнери во однос на иста возраст, исти пол и ист интензитет на болест кои што не примале проспан заради горно-респираторна инфекција, и виделе и кај едните и кај другите во кој процент или во кој број се препишуваат рецепти со антибиотик. Так. Тие пациенти што примале проспан во текот на истиот тој месец, за 27% имале помалку препишување на антибиотик, за разлика од оние кои што не примале проспан. А до крајот на годината, значи истата таа година, за 56% е намалена бројот на рецепти со кои што се препишуваат антибиотици. Ова е многу значаен фактор што јас лично го применувам во мојата пракса, а сметам дека и секој еден лекар, почнувајќи од педиатрите па до специјалистите по општа и семејна медицина, треба да постапуваат така, а тоа е да, давајќи проспан, ние го редуцираме давањето на антибиотик, а со тоа ја намалуваме и можноста за развивање на резистентни соеви на микроорганизми кои што и текако се присутни во нашата земја. Значи, придонесуваме да се намали ризикот од резистенција кон нашите антибиотици. Во есен, со зголеменото ширење на вирусите, децата со астма се подложни на влошување на симптомите, вклучувајќи кашлица, свиркање во градите и така натаму. Како се менаџира кашлицата кај децата со астма и кога е безбедно родителите да дадат сируп кај дете со астма, а кога задолжително треба да консултираат пулмолог? Најчеста причина за влошување на астмата, не само кај децата, но исто и кај возрастните, се инфекциите. Горно-респираторни, долно-респираторни инфекции. Повторно ќе кажам, најчесто се вирусни.
Значи, кога ќе дојде некој пациент, особено децата, кога ќе дојдат на лекар на преглед, секако убаво би било да се идентификува причинителот. Дали се работи за бактерија или се работи за вирус. На денешно време достапноста на PCR методите е многу едноставна, така да земање на горно респираторен или долно респираторен панел, ние не само што ќе видиме дали е вирус, туку и кој вирус, и не само што ќе откриеме која бактерија и дали постои ген на резистенција кон одредени антибиотици кај таа бактерија, сета тоа со PCR тестови. Како и да е, треба детето да се прегледа секогаш, да се послуша, да се види дали има обструкција, секако едно влошување на астмата така и се манифестира. Кај тие повозрастни деца што може да направат спирометрија, би препорачал да се направи спирометрија, да се види колку е тежината на обструкцијата, да се верификува со објективни методи, да се измери сатурацијата со кислород, наедноставно со пулсоксиметар, и понатаму да се решава обструкцијата, која што веројатно е најзначаен фактор во екзацербациите. Најчесто се дава инхалација кај малите деца преку небулизатор на бронходилататор, најчесто вентолин, но може и протропиум бромид исто така да се даде. Од друга страна, кај тие поголемите деца можат да инхалираат од инхалери комбиниран препарат на инхалаторен кортикостероид со бронходилататор со долго дејство, најчесто тоа е формотеролот според најновите препораки. Понатаму кај секако дека може да се даде кислород, доколку имаме намалување на сатурацијата. Кај тешки екзацербации може да се даде кај деца постари од 2 години магнезиум сулфат, кој што има противоспалителен ефект, но исто така и ја релаксира бронхиалната мускулатура. Секако дека може да се дадат и орални кортикостероиди, кај децата од 3 до 5 дена, кај возрастните од 5 до 7 дена, со една напомена дека треба да се води сметка за несаканите ефекти од ваква кортикостероидна терапија. Кај докажана бактериска инфекција како причина за влошување на астмата може да се дадат антибиотици, но само тогаш. Кај најчестите причинители вирусни инфекции не се дава антибиотик. Но може би, доколку се работи за грип, значи една посериозна тешка состојба, во првите 2 дена може да се даде тамифлу, антивирусен лек, кој што ќе помогне. Во сите овие фази, од почетокот па до крајот, може да се даде сирупроспан, токму заради тие дејства што ги спомнав, дека делуваат бронходилататорно и не само бронходилататорно, туку самите го продолжуваат тој бронходилататорен ефект на лековите што се дават со инхалација и што ги шират дишните патишта. Значи го продолжува нивниот ефект, а секако имаат и антиинфламаторно влијание. Професоре, пошто ЕА 575 се разликува од другите сирупи со бршлен и зошто не е сеедно кој тип на бршлен се користи во третманот на кашлица? Па прво не е сеедно ни дали е екстракт од бршлен или некој друг синтетски препарат. Јас би сакал да кажам една студија каде што пациентите примале екстракт од бршлен, ЕА 575, а друга група примале ацетилцистеин. Значи, тоа е еден синтетски препарат за кашлица. Нивното секретолитично дејство или дејство што ја разблажува кашлицата било идентично, но пациентите веќе третиот ден од земањето на овој сируп, на проспанот, имале значително подобрување на белодробната функција, што значи дека говори и за бронходилататорниот ефект што другите лекови за кашлица го немаат. Меѓутоа, да се вратиме на различните бршленски екстракти. Постојат преку 400 врсти на бршлени. И екстрактот од секој од нив има различен состав. Меѓутоа, ова е патентиран и специфичен состав на ЕА 575, бидејќи листовите од бршлен се сецкаат, се сушат, се мијат и потоа се додава еден екстрактор, тоа е 30% етанол. После екстракцијата со етанол се доведува, се испарува алкохолот и тој чист субстрат што ќе се добие е навистина пречистен од сите непотребни субстанции како што е например целулозата и тој содржи алфа-хедерин како представник и најглавната субстанца од сапонините, флавоноиди содржи и фенол карбоксилна киселина. Сега името
575 доаѓа од таму, што 5 до 7,5 грама бршлен се добива само 1 грам чиста субстанца која што е патентирана и наречена EA 755, затоа што тоа е од 5 до 575, од 5 до 7,5 грама. Ви благодарам што ми го појаснивте самиот назив, самото име. За крај, врз основа на доказите, кои се вашите најважни совети за родителите и за возрастните кои бараат решение за кашлица и зошто екстрактот од бршлен EA 575, односно Проспан, е хербален лек број 1 во светот? Хербален лек број 1 во светот е токму заради фактот што е најиспитуван лек во светот. Веќе 75 години се произведува, значи има огромно историја зад себе, огромен број на научни истражувачки студии кои што го потврдуваат неговото дејство, а тоа е да разреди кашлицата, да ги ублажи симптомите на кашлица, да ги прошири дишните патишта и секако да делува противоспалително. Така да овој препарат EA 575 представува една главно орудие на не само педиатрите, туку и на специјалистите по општа и семејна медицина во лекувањето и исправувањето со акутна кашлица не само кај малите деца и педиатриските пациенти, туку и кај возрастните. А јас само би додала дека кој родител еднаш го пробал овој сируп, повеќе не побарал друг. Од лично искуство го кажувам. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Почитувани, ви благодарам што бевте со нас во ова есенско издание на Ваш педијатар. Се надевам дека разговорот со професор доктор Дејан Докик ви помогна да решите дел од дилемите во справувањето со кашлицата. Запомнете, кашлицата не секогаш значи нешто сериозно, но секогаш заслужува грижа и правилен пристап. А кога природата и науката ќе се здружат, како во случајот со екстрактот од бршлен EA 575, добиваме моќен сојузник во заштитата на дишните патишта кај децата и возрастните. Впрочем, оттаму почнува и приказната на Проспан. Пред 75 години, кога германскиот фармацевт Енгелхарт, загрижен за здравјето на своето дете, тргнал во потрага по природен лек кој ќе биде безбеден, ефикасен и достапен. Неговата упорност и родителска посветеност го довеле до листот од бршлен и до создавањето на екстрактот EA 575, кој не само што му помогнал на неговото дете, туку денес им помага и на милион деца и возрастни ширум светот. Грижете се за себе и за своите најблиски, следете ги сигналите на телото и не двоумете се да побарате стручна помош кога е потребно. До следната епизода на Ваш педијатар, останете здрави и информирани на вистинското место.